Вести на Сител во 16 часот. Добар ден, ова се настаните на денот. Речено сторено, адхок комисијата денеска го потпиша конечниот извештај за настаните во собранието од 24 декември минатата година. ВМРО ДПМН свитка грб заради Македонија, СДСМ си обезбеди партиска хартија за хигиенски потреби. Со ваквиот расплет на настаните, ВМРО ДПМН избриша патос со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, констатира дел од членството на партијата. Експертите се согласни дека за вакво политичко фијаско нескриен талент има единствената Радмила Шекеринска. Опозицијата во полн состав се врати во собранието. Во исполнетата собраниска сала, темата предвремени избори ги преокупираше сите. Во јануари следната година, на почетокот од грчкото председателство со Европската Унија, Србија ќе ги почне пристапните преговори со Унијата. Македонија секако дека ја нема на грчката агенда. Сител интервју со Вацлав Клаус, неколкукратен чешки премиер и председател, кој ни порачува: трагедија е да брзате да станете членка на Европската Унија. Would you like to mediate in the dispute between Macedonia and Greece? Well, it would be too ambitious to say that. Вести во 16. Добар ден, речено сторено, адхок комисијата денеска го потпиша конечниот извештај за настаните во собранието во Македонија на 24 декември минатата година. Во клубот на пратениците своји потписи на извештајот ставија председателот на комисијата Борче Давидковски и нејзините членови од ВМРО ДПМН Илија Димовски и Благородна Дулич, од СДСМ Љубомир Фрчковски и Рената Десковска-Треневска. Со извештајот е потпишан уште еден договор за негово спроведување, а се однесува на тоа како собранието да изврши имплементација на 11 препораки содржани во извештајот. Поради неконзистентноста на СДСМ во политиката, постојаното менување ставови, извртување на фактите и ширење на вистини, овој извештај никој нема да го третира сериозно, туку ќе се смета за партиски извештај со кој опозицијата си обезбеди хартија за хигиенски потреби. СДСМ се исплаши и во глувчашка дупка се скри од можноста за ново соочување со граѓаните на избори. ВМРО ДПМН преку предлозите доставени викендов го извади на површина стравот на опозицијската партија од нов катастрофален пораз. Владачката партија беше подготвена за предвремени избори, но како што вчера соопшти Груевски, одлучи да одбегне проблеми за државата кои би произлегле од бојкотот на опозицијата. По двете пресконференции на Груевски, правните квалификации содржани во извештајот губат секакво значење, велат познавачите, споредувајќи го документот со тоалетна хартија и придодавајќи му го епитетот партиски извештај. Извештај за кој потписникот вели дека не го признава и не стои зад него, но го потпишува за да задоволи форма и државата да не загуби на евроинтегративниот пат, нема во ниту една смисла да и помогне на опозицијата, велат експертите кои ги консултираше Сител. И председателот на комисијата Давидковски денеска го поздрави потпишувањето на извештајот кој како форма е важен за македонските евроатлантски аспирации. Сакам да се заблагодарам на политичките лидери кои најдоа доблест да ги надминат тесно партиските интереси и во интерес на Македонија и во интерес на граѓаните на Македонија, во интерес на нашите евроатлантски аспирации за да влеземе, се надминаа и се направија нужни компромиси, бидејќи знаете во вакви извештаи нужно е тоа. За Илија Димовски и Благородна Дулич договорот нема никакво значење и е потпишан само формално во интерес на државата. Остро се отфрлаат правните квалификации во него, зашто, како што изјави представникот на ВМРО ДПМН, јасно е дека 24 декември беше добро испланирано сценарио на Црвинковски за туркање на државата во хаос. Јас и колешката Благородна Дулич од ВМРО ДПМН го потпишавме извештајот заради неговата форма и заради неговото значење за продолжување на евроинтегративните процеси на Република Македонија. Не заради тоа што се согласуваме со содржината посебно во делот на правните квалификации. За нас тежината на правните квалификации од овој извештај е исто како хартија од палома во штабот на СДСМ со кој што можат да продолжат да го водат орото, радувајќи се дека оваа година ќе има предвремени избори. Да работите со СДСМ е исто како да работите со деца во продавница за играчки. Тие никогаш и не знаат што сакаат. Жалам што внатре партиските проблеми на СДСМ
требаше на грбот на цела Република Македонија да се решаваат проблемите кои што ги имаат како партија, помеѓу старото и новото раководство, помеѓу пратеничката група и извршниот одбор. Очигледно има сериозен одраз на работата и на оваа комисија и на интеграцијата на Република Македонија. Се надеваме дека овој извештај ќе биде блок во враќање на демократските вредности во Република Македонија и дека ќе представува на некој начин поттик на вербата на граѓаните дека кога сме заедно на браникот на вистината, правдата е достигна. Најважни за двете партии се препораките за подобрување на работата на парламентот и процедурите за донесување на буџетот, кои треба да оневозможат идни блокади и црни сценарија. За СДСМ кои се трудат, како и на 1 март, така и сега да представат победа, е поразително што се лизнаа и јасно покажаа дека се плашат од избори, зашто знаат дека ги очекува катастрофален пораз, велат експертите. Од шахмат позицијата ги извлече одлуката на владачката партија да избегне проблеми за државата кои ќе произлезат од евентуалниот бојкот на СДСМ. За владачката партија е крајно нејасно и се смета за преседан партија во опозиција која се однесува како СДСМ да не сака да излезе на избори, слабост која излезе на виделина по саботната понуда на Груевски. Со ваквиот расплет на настаните, ВМРО ДПМН избриша патос со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коментираат експертите. Одбивањето на двата прилога на премиерот за заклучоците на адхок комисијата за 24 декември, одбивањето и на понудата за предвремени избори, 6-месечната блокада на работата на комисијата, ја покажува целосната слабост и немоќ на раководството на СДСМ да се справи со политичката машинерија на владачката ВМРО ДПМН. СДСМ не само што уште еднаш ја пропушти можноста да капитализира на своја сметка евентуален позитивен извештај од Европската комисија, иако целата работа ја заврши владачката партија, туку Македонија повторно ја врати неколку чекори наназад. Ако се погледне хронолошки политичкото дејствување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со уличен жаргон кажано, Радмила Шекеринска денеска уште еднаш ја разлупаа на клоци. Новото раководство на СДСМ се определи за безвреден извештај наспроти можноста за изборна пресметка. Коментираат експертите по одлуката на СДСМ да не ја прифати понудата од власта за предвремени парламентарни. Како членството да верува во победа кога раководството се сокри од идејата. Владимир Божиновски во изјава за Сител ваквата одлука на новото опозицијско раководство ја поврзува со направените анализи, што ќе се добие, а што изгуби од предвремените парламентарни. Јасно беше со оглед дека не се уште спремни. Значи, знаат дека во моментов ќе осваат помалку пратеници од тие што ги имат во моментов, односно по изборите 2011 година, а за некаква победа не станува збор. Дополнително реформите нели само што започнаа некој што ги најави Заев, така да очекуваме и доста турбуленции внатре во партијата и нормално дека воопшто не им одговараат избори во овој момент. Дали партиските реформи оваа есен ќе ги зафатат и Шекеринска и Заев? Промената на ставот за учество на избори веќе предизвика реакција кај членството. Луѓето кои беа најгласни СДСМ да оди на локални, наместо да се почитува ставот за бојкот на Црвенковски, за неколку месеци го променија мислењето. На социјалните мрежи најблиската соработничка на Црвенковски вака го искоментира потегот на Шекеринска и Заев. Сега кога не здробија на криминални локални избори, остро изјавуваме дека веќе на такви избори не учествуваме. Добро, бар ги добивме Ранковце, Струмица, Куманово и Центар. Која осмислена и принципиелна стратегија, напише на својот профил на Facebook Сабова. Тогаш на Заев му одговараше со оглед на рейтингот и со она што се случуваше, нели дека повторно ќе биде избран за градоначелник на Струмица. Ова се парламентарни избори и мислам дека тогаш на сите и беше јасно, а и сега дека во овој момент, исто како и во март, СДСМ нема шанси да победи на парламентарни избори. Со сличен коментар во интервју за Прес 24 излезе и професорот Јове Ќекеновски. Сега имаме една абсурдна ситуација која ни се повторува во неколку наврати последниве години. Демек опозицијата сака избори, а се молат на Господ истите да не се одржат. Наместо опозицијата да зрачи со самодоверба и да покаже победнички дух, да влева доверба кај своето членство и потенцијалните гласачи, таа покажува страв, вели во интервјуто професорот Ќекеновски. Ваквиот расплет на настаните доаѓа по синокишното второ вонредно обраќање на премиерот Никола Груевски, кој прво предложи два начина за изгласување на заклучоците и предложи предвремени избори да бидат распишани денеска. За синоќа во име на меѓународната интеграција на Македонија да се сложи да се потпише се она што го бара СДСМ и уште еднаш да им порача дека ако сакаат избори, веднаш ќе ги добијат.
донесе одлука во интерес на државата и по цена на сопствена штета да гласа и да потпише извештај на адхок комисијата, како што сака СДСМ. Нека ги напишат нивните правни квалификации на кои застанавме. И ако тоа ги исполнува, не со надгласување, туку ние ќе им ги изгласаме заедно со нив. Ако ним не им е важен интересот на Македонија, нам ни е важен. Се разбира дека за нас и за најголемиот дел од граѓаните во Македонија тие правни квалификации нема да се ниту валидни, ниту се согласуваме со нив. Но во интерес на државата, како партија со најголема дорага од народот и најбројне по членство во државата, и партија која неслучено 7 пати поред ја добива довербата на мнозинството граѓани, ќе подметнеме грб и се ќе изгласаме и се ќе им подпишеме. Ако не може да се израдуваат на изборен резултат, нека се радуваат барем на овој извештај, на кого никој нема да му верува во делот на правните квалификации. Препораките во извештајот, за кои немавме разлики, доколку и нив не ги изменат, ќе ги спроведиме доследно, онака како што ги договоривме. Препораките треба да се во функција да не се повтори овој настан. И тоа е она што го интересира најмногу Брисел. Правните квалификации, за кои пак најмногу е заинтересирано ова изгубено во просторот и во времето раководство на СДСМ, ќе ги изгласаме и подпишеме по нивни терк. Но нашиот став никогаш нема да го промениме. Тој дел од извештајот за нас и за мнозинството граѓани во Македонија ќе биде невалиден, подпишан под уцена. И тоа уцена од која штета би имала Република Македонија и сите нејзини граѓани. ВМРО секогаш во преден план го имал интересот на Македонија. Така и ќе остане. И за крај, или како што во писмата најчесто се пишува постскриптум ПС, ќе додадам. Ако по оваа пресконференција, ако до утре СДСМ се предомисла за превремени парламентарни избори пред извештајот на Европската Унија, ние сме тука и подготвени на тоа. Само нека јават и нашите пратеници ќе пристигнат. По подпишувањето на извештајот, опозицијата денеска освен и формално и практично се врати да учествува во работата на собранието во полн состав на пратеничката група. Игор Ивановски, предлогот на ВМРО ДПМН за предвремени парламентарни избори го нарече блеф и оцени дека за државата и нејзините евроатлантски процеси е добро што ќе има извештај кој, како што вели, реално ќе ги осликува настаните од 24 декември. Пратениците од опозицијата се вратија на работа во собранието по подпишувањето на извештајот на комисијата за настаните од 24 декември. СДСМ нагласи дека се враќаат назад со полн капацитет. Предлогот од владеачката ВМРО ДПМН за предвремени избори за СДСМ е блеф. Според Игор Ивановски, донесениот извештај на адхок комисијата ја прикажува реалната слика за инцидентите во собранието. СДСМ во таа насока, како и досега, во целост ќе го исполни својот дел од обврските и одговорноста и до крај ќе работи во интерес на македонските граѓани и држава. Од ДПА пак без коментар за подпишувањето на извештајот и обвинија владеачката ДУИ дека не се грижи за проблемите со кои се соочуваат албанците и дека станале партија која се занимава со криминал и корупција. Сметаа дека во изминативе неколку дена се зборувало за се и се што само не е за решавање на клучните проблеми во државата. На ДПА за изборите. Нека не става до знаење кога ќе завршат со овие. За пратениците од власта настаните од 24 декември инцидентите од изминатата недела, кога пратеници од СДСМ повторно го нападнаа председателот на Собраниската комисија за транспорт, се срам за собранието и за државата. Ние сме избрани Република Македонија да ја одведеме онаму кај што граѓаните сакаат, во големото европско семејство, а не со насилство, со правење на тензии овде во собранието, да го попречуваме патот на Република Македонија кон европските интеграции. Ние сме спремни, почитувани колеги, се да ви подпишеме, само во интерес на Република Македонија. Република Македонија е нација и европските интеграции се нација. Тој извештај за нас не е валиден извештај. Граѓаните на Република Македонија кажа на локалните избори, ќе кажат и сега,
А на избори сега, ако сакате веднаш одиме да се види вашата вистина, бидејќи пак ја видоа вистината. Инаку и денеска, пратениците од опозицијата, иако се вратија со најава дека ќе работат во полн капацитет, не изоставија да ги спровоцираат колегите од власта. Сител интервју со Вацлав Клаус, неколкукратен чешки премиер и председател, кој ни порачува: трагедија е да брзате да станете членка на Европската унија. Would you like to mediate in the dispute between Macedonia and Greece? Well, it would be too ambitious to say that. Во јануари следната година, на почеток од грчкото председателство со Европската унија, Србија ќе ги почне пристапните преговори со Унијата, изјави грчкиот заменик министер за надворешни работи Куркулас. Македонија ја нема на агендата. Во интервју за неделното издание на Елефтеротипија, Куркулас повтори дека традиционално Грција поддржува европската перспектива на земјите од Западен Балкан и нагласи дека со одлуките на Европскиот совет во Солун на самитот во 2003 година, ЕУ ги отвори вратите за Западен Балкан. Се надевам дека и другите земји од нашиот регион, под строг услов да ги исполнуваат критериумите за членство, во иднина ќе имаат можност да станат рамноправни членки на европското семејство, изјави Куркулас. Ова е втор пат за неколку дена грчкиот заменик министер за надворешни работи, задолжен за европски прашања, да зборува за интеграцијата на Западен Балкан во Унијата, без да ја спомене Македонија. Тој во интервјуто потсетува на влезот на Хрватска во Европската унија, зборува за почеток на пристапните преговори со Србија, ја коментира ситуацијата во Албанија, но за Македонија не кажува ниту збор. Пред неколку дена во изјава за порталот Еурактив, тој исто така рече дека проширувањето од секогаш било и ќе продолжи да биде врвен приоритет за неговата земја, но додаде дека наместо на големи настани или состаноци, Грција за време на своето председателство ќе ја турка секоја земја посебно, врз основа на заслуженото. Со оглед на тоа што политичката ангажираност е во име на цела Европска унија, нашата цел е да продолжиме со конкретни чекори, прилагодени на специфичните потреби и околности на секој конкретен случај. Во овој контекст, грчкото председателство ќе биде посветено на промовирање на проширувањето на Унијата и ефективно справување со предизвиците со кои секоја земја кандидат се соочува во овој специфичен момент, изјави Куркулас. Еурактив во својата анализа констатираше дека во приоритетите на Грција за престојното председателство со Европската унија не се споменува политиката на проширување и покрај претходните тврдења од страна на Атина дека таа е посветена на проширување на Унијата со земјите од Западен Балкан. Грција има длабоки интереси во проширувањето на Европската унија, но исто така има и проблематични односи со земјите кандидати кои се во нејзино непосредно соседство, коментираат аналитичарите. Останува да видиме како Атина ќе ја манифестира својата, како што ја нарекува, посветеност за влез на Западниот Балкан во Европската унија. Од Атина, Јасмина Тасевска. Вацлав Клаус е неколкукратен чешки премиер и председател, кој јавна на бранот на евроскептицизмот и постојано смета дека иднината на Европската унија лежи во поголемата индивидуалност и независност на секоја од земјите членки. Со него имав можност да разговарам во Охрид, каде што беше предавач на школата за млади лидери, која што секоја година се одржува под покровителство на шефот на државата Ѓорги Иванов. Освен за еврото, за кое што сметат дека е катастрофа и дека нема да преживее. Разговаравме и за блокадите кои што Грција ги наметнува на Република Македонија, за иднината на Европската унија и ги советува балканските држави. Трагедија е да брзате да влезете во Европската унија. Незе и престои револуција. Mr. Klaus, thank you for this interview for Citel TV. What do you teach young leaders in this school? Well, I think first that the idea of organizing a summer school to bring young people together, to let them speak together, let them meet, and to force them to listen to some older people who have some views, ideas, experiences is a perfect idea. And I think we should, all of us, I mean the older generation, bring there some of our strong views, some of our experiences, and this is what I try to do here in Ohrid. What do you think that will Macedonia enter European Union, NATO, and do you think that it's normal in the 21st century for your neighboring country to neglect your identity and not to have a presidential meeting in the last 23 years? Those are two issues. Yes. The first is whether and when Macedonia will enter the EU.
I must say that the question is whether the EU in the current form will exist in the future. I am afraid that Europe is undergoing dramatic changes, and it's quite evident that Europe is a stagnating continent, and that the role of the European Union is part of the problem, not a solution to the problem. So we will see what the future will bring. Nevertheless, I am absolutely sure that there will be some sort of entity in Europe where Macedonia definitely belongs to. The fact that it's blocked by your neighbor in the south is a very unpleasant one. You know, I remember, for me, the memory of participating in the NATO summit in Bucharest, where the debate about the entry of Macedonia into NATO was the most dramatic, and spending hours and hours during the night with all the other presidents and prime ministers trying to convince Greece to change their position. I have very strong memories of that, and I think it's impossible to continue in this spirit. And the fact that I was told here yesterday that there was no meeting of the presidents of the two countries for 23 years. It's illogical, it's unacceptable. I would recommend really both countries to sit down. There is no other way than to negotiate, and to find a solution which will be acceptable for both countries. It's quite evident, and no one can win 10-0. It's impossible. The same is the story with Israel and Palestine, or in many other complicated regions in the world. But there must be a solution, and the negotiation is the only way how to approach the solution. If you have the possibility to be Macedonian, what will be your message to the Greeks? Well, I would tell them that let's accept us as we are. Simply, we are here. We live here, and you have to accept that we are there. Let's forget all the historical disputes on one side or another. Let's forget trying to figure out who did what in a year, 200 years ago, 100 years ago, 50 years ago, and so. That's not the way how to move forward. You know, it's necessary to say that the history is history, the past is past. There are now two independent countries, neighbors, and they have to deal friendly with one another. What type of order actually European Union wants, where neither Greece is respected, neither any member country of European Union is not respecting the verdict that Macedonia has from the International Court of Justice from Hague? What do you think about that? I know, but we all know that this is a really very sharp political issue. I am, with all the respect to the international courts, I think that the solution must be found in the political terms and in political negotiations. The fact that it would come from some independent body, it would be nice, but as a politician, I don't believe in such a solution. Where do you see European Union democratic deficit? Well, European Union is by definition lacking democracy. I would say that there is a post-democracy in the European Union. So I know that it's quite acceptable in Europe, even in Brussels, to speak about a democratic deficit. But for me, the term democratic deficit is an euphemism. It's an understatement. The real situation is much worse. The people in Europe have no chance to influence the decision making in Brussels, and which means that the whole model
of the European institutional arrangements, of the European integration is simply flawed. It's wrong, and I think there must be a change in this respect. The sooner the better. Decisions in European Union are made far away from the people. Why is that, and what it should be done in the future? We have our past. We spent 300 years in the Austro-Hungarian Empire, so we got the decisions from Vienna. Then we spent 40 years under the Soviet Empire, so we were listening to the directives from Moscow, and we are not ready to continue in the same spirit and to wait for decisions from Brussels. So it's basically wrong, and I think that the way how to do something in this respect is to decide that there are too many decisions done in Brussels, and that many decisions, many competencies should be returned back to individual European countries, and let the countries decide in Skopje, in Prague, or in Lisbon, or Helsinki, but not in Brussels. That's I'm convinced that that's the only way how to do it. Do you think that the euro will survive? Well, I don't think so, and especially I think it would be a tragic mistake, because you can finance the enormous costs of the monetary unification of Europe, but the costs have been growing, and at some moment they will reach the level where they are unsustainable, unbearable. No one would be ready to pay them. So I think that there should be a change, and I can imagine that there will be some smaller monetary union. There are economic conditions for that, but definitely not the European monetary union of 17 countries. Is you like former Soviet Union? Yes and no. I think that those analogies are a little bit cheap, and I don't want to make them, but many structural elements are similar, but let's not make some simple comparisons. Can you predict the future in the Balkan region towards their way European Union? Do you think that any country individually will enter European Union? I don't think that it's so easy to say that the European Union has no interest to expand. It's not only the interest. The European is not able to absorb new countries just now. So I must say that the European Union sent here some bureaucrats who permanently pretend that the talks are going on. I would say that politically there is no debate about enlargement in the EU at the political level. There is a huge bureaucracy in Brussels, so some of them enjoy traveling to Macedonia or other countries, but I don't think it's the issue of the day. The enlargement, I think it's a mistake, because the Czech Republic is permanently supporting the countries from Balkan region to enter the EU. So I am not happy with that, but as an observer, I must say that there is no real serious debate about the EU enlargement. No, let me simplify the question. If you were mediating something on the Balkans, what will be your advice to the governments from the Balkans? What to do to enter European Union? Well, I would say that the task, the leaders of the Balkan countries could make a tragic mistake by trying to enter the EU
as soon as possible. It's a tragic mistake, and I would not advise anyone to do that mistake. It must be in the interest of the Balkan countries to develop as much as possible, politically, economically, socially, to be able to enter the EU on good terms. But to enter the EU early, that would be a wrong idea. So I know that you always try to be there as soon as possible. This is not my advice. Would you like to mediate in the dispute between Macedonia and Greece? Well, it would be too ambitious to say that, but it seems to me that there must be a mediation coming from countries of Central Eastern or Southern Europe, not from Denmark or the Netherlands, or Portugal, or Ireland, I don't know what. Because we have our experience with dividing countries and coming together, and with that, so that will be a challenging task. Thank you very much for this interview. Thank you. Рече се сите македонски медиуми како и Сител во вториот дневник во 23:30 синоќ објави куси информација дека починала Јованка Броз. Информацијата како што се покажа подоцна не била точна. Сител како и другите македонски медиуми ја презема од хрватските и босанските информативни портали, а беше објавена и во Црна Гора. Јованка Броз се жива. Последните информации говорат дека има канцер на кожата, а лекарите во Белград велат дека состојбата е тешка. Сите останати информации во дневникот во 19 и повеќе на Сител.com. До 19 пријатно.